исто бурна ноќ на хируршката клиника, така да ќе почнам со сообраќајните незгоди. Имаме 3 сообраќајни незгоди, кои што двајца пациенти се пуштени на домашно лекување со лесни телесни повреди. Една пациентка, 17 годишна, од Тетово е донесена со тешка телесна повреда и во моментов се извршува хируршка операција на пациентката. Добро е што во Скопје, во главниот град, немаме сообраќајни незгоди, најверојатно системот кој што Safe City функционира. Имаме политравматизирани тројца пациенти донесени со пат од висина, пациент 30 годишен од непознати причини, јавено е за овој пациент дека е пронајден паднат, е во животозагрозувачка состојба, извршено е оперативно лекување на арбетниот столб и моментално се наоѓа на клиниката за интензивно лекување. На неврохирургија е примен 16 годишен пациент од Штип, исто така при пат од висина. Дете со непознати лични податоци од 2 години е примено на интензивна нега со проектил во главата од огнестрелно оружје. Немаме податоци за случката што се случило. Исто така е во животна опасност. Имаме 8 физички напади, 6 пациенти со телесни повреди кои што се пуштени на домашно лекување. Имаме една повреда со нож во левата лумбална регија, но е површно и пуштена на домашно лекување. Имаме со огнестрелна повреда во пределот на десен лакотен зглоб од Прилеп. Во Прилеп е случката, пациентот е од Скопје и се спрема за оперативно лекување. И оно што најмногу обрнувавме внимание за пиротехничките средства, имаме 8 пациенти, од кои што двајца пациенти се примени кај нас на пластична хирургија. Имаме 2 деца од 12 и 13 години кои што се примени за оперативно лекување на детска хирургија. Во моментов мислам дека се прави додиагностика. Имаме 69 годишен прием на клиниката за травматологија, исто така од повреда на левата подлактица и левата шака од пиротехнички средства. Имаме 3 пациенти со телесни повреди од овие пиротехнички средства кои што се пуштени на домашно лекување. Така да доста е зголемен бројот на повредените за разлика од минатата година. Пиротехнички средства, рековте, дали има некој со трајни инвалидитет, односно оштетување на телото заради тоа? Повредени се на двајца пациенти, шаките им се повредени, така да после оперативните лекувања ќе знаеме дали ќе бидат со инвалидитет или не. Може ли детали за тоа дете што е погодено со проектил, како е донесено, кога е донесено и останатите што... Донесено е во текот на ноќта, некаде околу 3 или 4 часот наутро. Некоја прослава било и донесено, немаме информација, мислам дека Министерството за внатрешни работи го работи случајот, така да повеќе они ќе дадат информација за тоа. Некои детали во однос на оние што биле пронајдени паднати? Во алкохолизирана состојба се, 30 годишно момче најдено, мислам дека у близина на Буњаковец, јавено од непознат анонимен јавувач, дојде на брза помош, пренесено е кај нас и е со повеќе скршеници на карлицата, скршеници на арбетниот столб и внатрешно крварење има, така да во текот на операцијата, додека траела операцијата, ја влошил својата состојба, па е пренесен во клиниката за интензивно лекување и во моментов е во стабилна состојба, но ќе видиме понатака.